Почитувани скопјани, 10:30 часот. Работниците ги нема, а машините стојат. 4 години замачкување очи на скопјани, без ниту еден капитален проект, само лажни ветувања од страна на неработникот Шилегов. Шилегов за 4 години не изгради ниту еден булевар, а сега, 3 месеци пред завршување на мандатот, се сети за довршување на булеварот Борис Трајковски, кој не му беше предвиден во буџетот за 2021 година и децидно велеше дека нема да го прави. Наместо вчера Шилегов да се слика за отпочнување на последната фаза од булеварот Борис Трајковски, Шилегов требаше да се слика за завршен булевар Борис Трајковски. Петре Шилегов во 2017 година наследи готов проект за довршување на овој булевар. Готов проект кој мрзливиот Шилегов требаше само да го реализира. На 21.6.2021 година потпишува договор со градежна фирма, а машините пристигнати 5 дена порано. Тендер без спроведена аукција и со ограничени услови. Иако вчера се сликаше за отпочнување на градежни активности, градската администрација на чело со Шилегов се уште не ја заврши експроприацијата на имотите на жителите на трасата која што треба да се гради. Господине Шилегов, кога ќе ги решите имотно-правните работи на овие жители? Дали знае градоначалникот Шилегов колку сообраќајни несреќи се случија на овој дел од булеварот во последните 4 години? Дали знаете колку коли се искршија по дупките на ова место? Но на градоначалникот на Скопје не му беше гајле за проблемите на овие жители, а не се малку. Околу 70.000 жители гравитираат на овој дел од градот. На Шилегов му беа битни тендерите за клупи од 29.000 денари, скала од 1,7 милиони евра, жардинјери од 60.000 денари, партиски вработувања, распродажба на градски имот и сега повторно сеење предизборна магла и лажни ветувања. Наместо да работи, Шилегов целиот мандат го помина во делење и нарачки на тендери. Петре Шилегов е најнеспособниот градоначалник во градот Скопје. Шилегов не работи за скопјани. Шилегов работи за себе и за блиските луѓе околу него. Дајте, почитувани граѓани, да ставиме крај на поделбите од страна на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Не сме да има граѓани од прв и од втор ред. Македонија е за сите луѓе.